Денеска се одбележува меѓународниот ден на децата на улица 12 април, каде што всушност се работи за оние деца кои што немаат дом, дом им се самите улици, своите денови од самиот живот ги поминуваат токму под ова ведро небо. На оваа тема денеска ово утро ќе ни говори мојата денешна гостинка Климентина Дубравска, која е дел од Мегаш. Добро утро и добро дојде во нашата емисија. Добро утро, добро ве најдов и благодарам за поканата. Може ли подетално да објасниме која е целта на овој ден и што иницира? 12 април е познат како меѓународен ден за децата на улица. Целта на овој ден е да се зголеми свесноста за децата на улица, дека важат истите права според Конвенцијата за правата на детето, како и за сите останати деца, и дека не секое дете што е на улица сака да биде на улица. Генерално за овој ден на 12 април во 2011 година конзорциумот за децата на улица, кој што е една од по глобалните меѓународни мрежи за правата на децата на улица, за прв пат со својата кампања го започна славењето на овој меѓународен ден. Од тогаш на глобално и на светско ниво од 2012 година под различни теми се спроведуваат кампањи, семинари, вебинари на кои што можат и самите граѓани да земат учество и да се вклучат во кревањето на свесноста за правата на децата на улица. Каде се постојат оние дневни центри во Македонија за привремена грижа на ваквите деца? Отворени се на територија на Македонија повеќе дневни центри, од кои што дел не се во функција. Генерално на територија на град Скопје постојат 3 дневни центри, од кои што едниот се наоѓа во Кисела Вода и тоа е претежно воден од Центарот за социјална работа. Другите два се предводени од невладини организации, се наоѓаат во Шуто Оризари. Во самите дневни центри, како што кажавте и вие, постојат практично се привремено сместување за децата, каде што се учат на хигиенски навики, им се споделува храна, едукативни работилници, се со цел на некој начин инволвирање во тој образовен неформален процес. Пред малку ми напомена дека всушност и овие деца треба да ги уживаат правата како и останатите деца. Може ли да поменеме накратко некои основни права? Пред се правото на живот, правото за топол дом, правото на исхрана и основна хигиена, основните суштински потреби се првите права за кои што секој од нас како личност и како индивидуа треба да ги има. За жал, овие деца кои што се наоѓаат на улиците, макар и привремено и да имаат топол дом и подоцна да живеат некаде со семејството, сепак за подолг период од денот наместо да одат на училиште, тие се наоѓаат на улиците и за жал питаат. Кога веќе го напомена самото тоа питање, често пати знаат овие деца на улиците да бидат злоупотребени токму во таа насока. Како го коментирате овој феномен и во случај ние да се најдеме во таква ситуација, што да направиме? Ние во рамки на 2022 година имавме стратегија и практично спроведовме 2 истражувања за напредување на правата на децата, од кои што едното беше конкретно за децата на улица. За жал, голема е бројката кои што и самите ние сме свесни за постоењето на децата на улица на раскрстосниците, така што она што ние би можеле да го направиме практично е кога ќе забележиме деца на улица да се обратиме или до полиција или до центрите за социјална работа. Може да се обратат и на Алу Бушавко, телефонот за деца и млади, кој што е достапен 24/7, па ние понатаму да преземеме соодветни мерки во насока на згрижување. Важно е да стане јавноста практично да биде свесна дека со тоа што ќе го пријават практично, и тоа е наша законско должност да пријавиме кога ќе видиме дека има дете на улица, за да можат соодветно стручните да реагираат, односно да ги згрижат децата, да им пружат топол дом, да им ги пружат основните суштински потреби и секако да се работи на советодавна работа со родителите во насока на тоа да не ги оставаат децата и да не се злоупотребува нивниот труд. Напоменавте дека е голема бројка, имаме некоја неофицијална бројка колка е таа или пак во кој град од Македонија имаме најмногу деца на улиците? Генерално Скопје знаеме дека е
како главен град претежно и за жал Скопје потоа транзитираат во одредени делови за време на летните периоди сезонски работници така наречени. Немаме конкретно точна бројка, некаде околу 450 до 700, меѓутоа треба поопсежно истражување каде што ќе се евидентираат и практично и самите служби кои што ги евидентираат децата треба да направат конкретна статистика во смисла на тоа колку е вкупно бројот на децата, но за жал е присутен. За крај сакам да ве прашам како Меѓаши го одбележува овој ден, па дури како во светот се одбележува овој ден и за крај да дадеме апел како да се зголеми совеста во однос, како да им помогнеме на овие деца. Меѓаши во рамки на своето 30 годишно постоење постојано се залага за детските права и секако изминатата година во рамки на 30 годишнината, односно 30 годишното постоење на детската амбасада, дечињата од дневниот центар ни дојдоа во посета. Оваа година, практично денеска во 12 часот, одиме во посета на дневниот центар заедно со уште една организација СИЕК, која што исто така соработуваме во рамки на оваа тема. Одиме во дневниот центар и им подготвивме супер пакетчиња едукативни со храни и хигиенски средства, па се надевам дека успешно ќе си и корисно ќе се поминеме во дневниот центар со дечињата и ќе уживаме со нив. Секако во рамки на интернационално ниво оваа година 12 април е под мотото за безбедност на децата и што можеме ние како чинители во општеството да направиме за да ги уважиме правата на децата на улица. Ви благодарам за одвоеното време во утре. Благодарам и вас. Тоа беше Климентина Добревска, мојата денешна соговорничка, која што е дел од Меѓаши. Говоревме на тема 12 април, меѓународниот ден на децата на улица, кои секако се подразбира ги уживаат истите права како и останатите деца.